Американскиот председател Доналд Трамп во неделата рече дека војната интервенција во Венецуела е опција. Изјави Трамп во интервју за телевизијата CBS, со што потврди дека не отфрла војната интервенција во Венецуела. Во минатата недела, администрацијата на Трамп соопшти дека сите опции се на маса, но не и дека било разгледано користењето на војската. Кратко време по коментарите на Трамп во неделата, оспорениот председател на Венецуела Николас Мадуро рече дека не сака вооружен конфликт. Ellos dicen que en Venezuela va a haber una guerra civil. Ni intervención ni guerra civil. Venezuela va a haber paz. Во саботата стотици илјади демонстранти излегоа на улиците на Каракас на митинг против оспорениот председател Мадуро и за поддршка на самопрогласениот привремен председател Хуан Гваидо. Estoy aquí por la democracia y la libertad de mi país. Yo nací en democracia y voy a morir en democracia. Притисокот за да се повлече се зголемува врз Мадуро дома и во странство. Во саботата еден од командантите на воздухопловните сили, генерал Франциско Јанес, во видео порака ги повика вооружените сили на земјата да се побунат против Мадуро. El 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Многу западни земји веќе го признаа Гваидо како легитимен председател, а Вашингтон ги заостри санкциите за да ја ослабне нафтената индустрија во таа земја. Но Мадуро, кој тврди дека е жртва на државен удар во режија на Соединетите држави, се уште се држи до власт. Подпомогнат главно од Русија, која предупреди дека не сака странско мешање во внатрешните работи на Венецуела.